Најавувате 400.000 формулари за лични карти. Знаете, со дојањето на техничката влада се створи слика дека претходно министр Спасовски ама ништо не направил за тоа, дека се почна од Панче Тошковски, дека тој го решил проблемот, иако тој велеше дека нема магично стапче. Тоа беше една лажна вест, која во моментот се пласираше во јавноста дека нема образци, дека има хаос, дека некој го обструира. Иако многу ме критикува дека ги пречеха в тие образци на граничниот премин Богородица, ама и на многу луѓе им ја поништив лажната вест и веќе никој не зборува дека нема образци. Немаше. Имаше и ќе има образци. Значи ние тендерот кој го спроведуваме е во 2019 направен токму од Спасовски и овие лични карти се први кои денес ќе ги добиваме од новиот тендер кој исто така е спроведен од Спасовски. Значи никој никого не обструирал. Ова го кажувам и сега ќе го кажувам. Министр Спасовски во тоа време и неговиот тим водевме грижа за секоја една работа. И кога се појави во август, септември и октомври луѓето да се јавуваат, а да не се појавуваат на терминот, тога отворивме салата Пролет. Истата сала и денес функционира. Таа сала, ако се сеќавате, нарекува хангар, логор и не знам уште какви погради зборови дека справиле према граѓаните, ништо не сменија. 2 месеци и тие продолжија во истата сала да сликат. Значи таа сала била добра. Значи едните се констатации кога сме надвор од системот, други се констатации кога сме во системот. Кога сме ние во системот, све е добро. Кога ние сме надвор, ништо не чини. Ама кога ќе влеземе внатре, па истите ресурси ќе ги користиме, што Спасовски ги направил, иако во тоа време тој не водел грижа. Тоа се тие лажни вести и затоа се трудам секој вака попластично да ги објаснам за граѓаните да разберат она што го зборувам, дека истите ресурси, истите луѓе што Спасовски ги створил и ден денес ги користиме и граѓаните ја добиваат услугата. Овие 400.000 образци веќе од саботата се во магазините во МВР, тоа е континуирана испорака која доаѓа, која во нормални услови ќе кажам никогаш не сме соопштувале, но во време на лажни вести јас се одлучив дека секоја нарачка ќе ја соопштуваме во јавноста за граѓаните да знаат дека МВР работело и порано, работи и денеска и ќе работи и понатаму, бидејќи имаме изграден систем внатре.